на сите ви е познато изминативе денови во теке-серијата предавање на тема Дали вреди да се биде добар? Изминативе денови предавањата беа одржувани во Домот на културата на Кавадарци, а од денеска па се до крајот на предавањата ќе бидат одржувани тука во салата на Христијанската адвентистичка црква. За оние кои што за прв пат се тука, им посакуваме добре дојде во Адвентистичката црква во Кавадарци и верувам дека ќе се чувствувате пријатно. Вечерва со нас е присутен господинот Илија Ампески, кој пред почетокот на предавањето ќе изведе една инструментална песна. Поверете. сега поминуваме и на вечерашната тема, која гласи што значи да се биде христијанин. А со нас ќе ја сподели нашиот гостин, господинот Хајдар Декан. Повели. Што значи да се биде христијанин?
Ви интересира ли? Сигурно. Штом сме вечера на ова место, верувам дека дојдовме со интерес да добиеме одговор на ова прашање. Ке се потрудиме да добиеме одговор на ова прашање. Но најважно од сето тоа не е само да добиеме одговор, него откако ќе го добиеме одговорот, треба нешто да направиме. Нели така? Кога знаеме нешто што треба да направиме, а ако тоа не го правиме, вреди ли тоа? Значи, ние ќе се потрудиме да добиеме одговор на прашање. Меѓутоа, кога ќе добиеме одговор, треба и соодветно да се поставиме. На самиот почеток ќе ова да кажа. Ова е комплексна тема. Може од повеќе аголи да се види ова тема и да се добие одговор на ова прашање. Ние вечерва ќе се потрудиме во светлоста на сите овие вечери што зборевме за големата борба помеѓу доброто и злото. Нели така? Да добиеме одговор на ова прашање. Во контекстот на големата борба. Ние рековме како почнала големата борба, како продолжила, кои се страните, околу што се води и како ние како луѓе сме дел од таа борба. Но таа борба не го одминала никого. Ни Исуса Христа, основачот на христијанството. Jer да се биде христијанин, а да не се познава Исуса Христа, вреди ли? Самиот збор христијанин значи некого да следиш, а не било кој, него кого? Исуса Христа. И добро каже мој пријател, во зависност од тоа колку го следиме, толку сме и христијани. Ке се потрудиме, значи од оваа гледна точка да добиеме одговор на ова прашање. Но дозволете ми на самиот почеток да почнем со еден вистински настан. Ке се потрудиме да останеме во границата и на времето и на она што ќе го изнесеме, а ќе имаме прилика да слушаме уште некоја туку на изведба, верувам се тоа ќе биде употполнето. Зашто станува збор? Една вечер, една мајка го ставила својот син да легне во постел. Во другата соба, му наместила све, беше топличко внатре, тој си ги облекол пиджамите и легна да спие. Меѓутоа, пред да излезе мајката од собата, каде што малиот спиеше, малиот нешто ја замоли. Мамо, те молам, немој да ме оставиш во мракот, без зборовите на синот. Па сине мој, одговорила мајката, Бог е секогаш со тебе. Немој да се плашиш од мракот. Да, мамо, јас знам, јас сум сигурен дека е Бог тука, но би сакал некој да биде покрај мене. Некој чие што лице ќе го видам. Беше одговорот што малиот ти го даде на оваа мајка. Ова изјава, сакам некога да го видам неговото лице, што ќе ми влева сигурност во моето срце, во мојот живот, всушност е свеопшти глас на човештвото. Кога ќе настапат часовите на жалост, на осаменост, кога ќе изгубиме животната радост и кога ќе не исполнат болки и страв, тогаш бараме некого, чие што лице сакаме да го видиме. И Бог сето тоа го знае. И затоа го испратил својот син, Исус Христос, да дојде во човечко тело. И од тогаш никој повеќе од нас не мора да биде сам. Од тој момент. Зошто? Затоа што Христос не е само Бог, туку и некој чие што лице можеме да го видиме. Ова мене многу ми значи што го поделим на почеток со вас. Ова за мене значи сигурност и радост. Да, Исус дошол на овој свет да го видиме неговото лице. Ама не само да го видиме неговото лице, вака, како на некоја слика, него дошол тој во наша кожа. Зел наше тело, ги чувствувал нашите болки, нашите страдања. Обично ние, кога поминуваме низ небо или кога ќе дојде некој да ни утеши, што му кажуваме? Не си ти во моја кожа. Живеел на ова земја, какви биле во неговиот живот? И околностите какви биле? Дозволете ми да поделам со вас едно размислување, што во една своја книга ја опишува еден познат теолог. Вели вака: времето на првото Христово доаѓање на земјата било време на катастрофална морална изопаченост. Слично на Ноевото време.
пред некоја вечер ние нешто зборевме, нели? Измамата на гревот, вели, го достигнала својот врв. Луѓето станале жртви на ѓаволската свирепост, кој што во погон ги ставил сите орудија за изопачување на човечките души. Луѓето го избрале владетелот кој како робови ги оковал во веригите на својата кола. Кои зборови. Збунети и измамени се движеле во мрачна поворка, кон вечна пропаст, кон смрт во која нема надеж во живот, кон ноќ во која немало утро. Орудијата на ѓаволот се здружеле со луѓето. Телата на човечките суштества кои биле создадени да бидат живеалиште на самиот Бог, станале стана демоните. Врз сетилата, нервите, нагоните и органите на луѓето делувале надприродни сили, за да ги потикнат на ниски страсти. И вели понатаму, на лицето на луѓето бил втиснат демонски печат. Човечките лица имали израз на лошите легиони со кои луѓето биле обседнати. И мнозина се прашувале дали Бог повторно ќе го уништи светот како што го уништил за времето на потопа. Да, ние мислиме себе ше убаво вака, може би. Видите, во какви околности се родил Исус. Мнозина се прашувале. Луѓето ги обожавале боговите на своите предци. Мажите и жените ја испивале чашата на развратот, а кршењето на Божиот закон станало составен дел на незабожечкото богослужение. Гревот станал наука, пише во текстот. И можеме понатаму да читаме. Ево такви услови Исус се родил. Да. Видите како го припремал терминот непријателот. А Бог од друга страна создава услови за да спасителот, Господарот на вселената, оној на кого секој му се поклонува горе, да дојде да живее 33,5 години меѓу своите деца. Да. И затоа нас не интересира сега како било Исусово раѓање. Било тоа проречено уште во Стариот Завет, дека ќе се роди. И секоја мајка се надевала дека оној што ќе го роди ќе биде кој? Тој, Месија, Спасителот. И вели извештајот од Библијата, баш денеска до место кога бевме и проучувавме за ова, рековме, кога се наврши времето, Бог го испрати својот син, нели така? И дошол тој на земјата. И што мислите, со отворени раци го дочекале? Почнале со музика? Почнале да му стават некој келик така, на родителите, да го донесат во храмот? А знаете што иронијата во сето ово? Што луѓето толку илјади години правеле некои обичаи, некои обреди, кои што укажувале на него, кои што ќе се роди и кои што навистина ќе биде исполнение на сето тоа што го правеле. И сега, кога се создадоа услови за тоа, библискиот извештај вели кај своите дојде, ама своите вика него ни препозна, а камоли да го прифати. Видите? Тоа се случило. И затоа еден друг теолог ќе каже, првиот ден на земниот живот бил почеток на херојска епопеја, а не идила. Боен повик на труба, а не гласна приспивна песна. Светот се наоѓа под робство непријателот. Але Емануел, тој Исус, Бог со нас, дошол вели во непријателски логор да се бори со овој суро непријател. Да, како новороден, што рековме ние вчера за Јов? Можел Бог да му се спротивстави на ѓаволот со сила? Да, можел. Али што ќе се каже? Па Бог е посилен, сега со послаб ќе се бори, ќе го победи, нели така? И што одлучува секојаш Бог? Со послабо орудие да го победи непријателот. И затоа зел тело. Дошол на негова територија. Не само што го победил горе кога бил, ами доле кога бил. И ние вчера спомнавме во Откривение во последната книга се спомнува 3 звера. Нели? Ама не ги победува јагнето. Чудно! Јагне да победи звер! Да. Кога се спојуваме со Бога, тој ни дава сила и ние едноставно да го победиме. И извештајот кажува дека никој не бил спремен да го прифати. Меѓутоа, само една категорија на луѓе, и тоа луѓе кои што немале такви познавања како што имал народот во тоа време, Божиот народ. Тие приметиле една звезда, која што ги водела на местото каде што се родил Спасителот. Да, Бог секојаш има своји луѓе. Може би се малку, ама не. Ајде да прашаме. Толку ли луѓе живеат во Кавадарци?
Толку ли луѓе живеат овде? Па толку куќи нема да има и станови, нели? Ако има толку луѓе. Па кај се останете? Па добро, бевме вечери во Домот на културата. Па кај се останете? Се прашувате зошто не се таму? Се прашувате? Затоа што не пријателот, така ги уде со работите. Да оно што е најпотребно да го слушаме, како, што значи да бидам христијани, како да го запознавам основачот на христијанството, како да го следам, да немам време за тоа. Знаете колку луѓе ги најдете како гледат пред својот телевизор стоја? Сега? Знаете колку луѓе ги најдете? Знаете колку млади ќе ги наоѓате после 9-10 сат на вечер? И на кои све места може да ги најдете? Како е свет кај што ние живееме? Отворен ли овој свет за Бога? Ги сакаме ли духовните вредности? Или ги сакаме само кога ни е тешко? Кога имаме проблем? Кога имаме неволи? Тогаш ли само отвараме своје срце за Бога? Или отвараме своје срце и тогаш кога стварно ни е потребен? Што се случува? Може некој да ни каже? А Бог чека. Тој е милостив, добар, не чека, уште не чека. Секој ново утро Бог си вели, можда денеска ќе дојде кај мене. Можда денеска некој ќе дојде. Ајде можда некој денеска. И чека, 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 чека. И до кога? Утре ќе збориме за крајот. Ќе дојде ден кога сето тоа ќе заврши. Доаѓаат овие луѓе во Ерусалим, во местото кој што е духовен центар и очекуваат сега фонфари, очекуваат инструменти, да се радуваат затоа што доаѓа кој? Основачот на христијанството. И што се случува? Не знам. Не знам. Задлабочено своји грижи, проблеми, неволи, немаат време за тоа. А кога тие почнат да се интересираат или им кажуваат, извештаите велат место да чувствуваат радост во срцата своји, знаете што пише во текстот? Страв. Страв во срцата. Чекате зошто? Па доаѓа кнезот на мирот, доаѓа оној кој што ни дал живот, доаѓа Христос, доаѓа оној што те сака со вечна љубов. Читавме овие вечери, нели така? И постојано ту кажува милост. Тој доаѓа. Меѓутоа, овие дали отстапиле? Дали овие луѓе отстапиле? Не. Оттишне таму. Дојдоа на местото каде што бил роден Спасителот. Влегоа внатре и почна да го даруваат ветениот, вели Исус. И велат извештаите, сакал да се вратат, да дават извештај на царот што ги замолил. Меѓутоа на сон Бог им кажал, немојте да се вратите, затоа што царот е негативно настроен. Ако му кажете, ќе дојде ќе го убие малиот Исус. И тие дадоа совет на родителите, а и тие поучени од Бога, отидоа сосема на друго место. Можам само да замислам што поминувала Марија, Јосиф во тие моменти од нивниот живот. Да, бегат да го спасат малиот Исус. Еве тоа биле моментите низ кои Исус доаѓал на овој свет. Од Витлеем мора да оди во Египет, а од Египет кога сакал повторно да се врати кај своите, слушнал дека синот на тој цар што бил е на власт уште полош од него. Па едноставно морал да бега на друго место во градот познат Назарет. И од таму доаѓа оној израз Исус од Назарет. Најлошиот град што постои во тоа време. Најозлогласен град што постои во тоа време. Да. И затоа во еден разговор двајца што разговарат во Библијата вели, абе, од каде доаѓа тој човек? Од Назарет. Чекај полека, вика. Од Назарет може ли нешто добро да дојде? Може. Може да дојде. Исус дошол. На тој начин тој се поистоветил со нас. И така тој живеел од своето раѓење, продолжил понатаму, растел и се развивал и како млад, и како тинејџер. Имаме тука и некои слики, каде што проповедал, зборувал, живеел живот, како и секој од нас што го живеел. Меѓутоа, многу посветен живот живеел. Оставил еден добар пример, како може да се живее, вредно да се работи и да навистина да остави еден многу добар пример. Значи, ова прва борба, прва рунда, ако можам така да кажам, тоа овие три што ќе ги споменеме вечер во ова проучување, ова прва рунда не успел непријателот да му нанесе болка.
A Irod, onaка bил car во тоа време, од целокупниот тој настан разгневен што овие не дошле да му кажат, отишол и дал заповед да сите деца до 2 години бидат убиени. Жална слика. Многу жална слика. Да, тоа се случило. И одме сега понатаму во вториот дел од ова наше проучување. Исус живее некаде околу 30 години. Зато имаме помалци информации во Библијата за тој период од неговиот живот, 12 до 30 година, за тие 18 години што ги живеел, нели така? Меѓутоа, највеќе информации за него имаме од моментот кога направил завет. Завет. Се сеќаваме ли на која река направил завет? Јордан. Така, знам дека знаете, слободно кажете. Реката Јордан, нели така? Кој бил тој што го крстил? Јован Крстител, нели така? Дошол и тој да направи завет. Еве зошто и од каде останало крштевањето. Еве зошто ние велиме на луѓето да бидеш христијанин, сега втора работа. Прво рековме да бидеш христијанин, да го следиш што? Исуса Христа. Втора работа, толку си христијанин колку што живееш према тоа што го кажува. Трета работа, да бидеш христијанин значи да правиш она што Исус правил. А што правил во прилика Исус? Се крштевал. Како мал или како возрасен? Како возрасен? Бил свесен? Бил свесен. И затоа и Бог не повикува и ние во нашиот живот. Ако сакаме да го следеме, кога сме возрастни, доволно возрастни, треба ние тоа да го направиме. Тој е судбоносен чин. Многу важен чин. Немам зборови да искажам колку е тоа важно. Можда во некои наредни проучувања што ќе ги имаме, ќе организираме, ќе земеме едно проучување за ова да збориме, колку ова навистина е многу важно. Тој направил завет и излегол од вода. Значи не го само попрска вака малце, значи излегол од вода, пролегол во вода и излегол од вода и продолжил понатаму. Извештаите велат дека тоа било прилика на непријателот сега да го спроведе својот пеколен план. Повтор. Извештаите ни велат дека Исус после крштевањето отишол во пустиња. 40 дена. Постел 40 дена, значи се моля. Исус тоа го направил. Да, во пустињата. Еве една слика за тоа, да не биде малце вака и визуелно, ова што го зборуваме малце поблиску. Во какви околности Исус бил тука? Можам само нешто малце да прочитам, многу важно мислам, па да видиме што ни велат извештаите и за овие работи. Вика вака. Долината под него, под Исуса Христа, значи во која што се наоѓа била само карпи, ништо друго. Пред него имала една празна песочна рамнина, испресечена со пукнатини, со понекоја ниска грбушка и понекој гуще на карпите. Одеднаш го обзела одвратност кон самотијата. Како да преживее во ова место? Сепак, некој внатрешен глас го убедувал дека треба да продолжи понатаму. Одел сам. Не случајно постел. Не случајно сакал да извојува победа тука. Во апетитот баш. Затоа што нашите, Адам и Ева, тука паднале. И тој сакал тука, каде што доживеале неуспех нашите, тука да победи и да оди понатаму. Во Библијата наоѓаме извештај за 3 Исусови искушенија. Тој има многу повеќе. Меѓутоа, библиските писатели не информираат за овие 3 искушенија што ги имал во својот живот. Ја би сакал накратко ги спомнеме овие искушенија, која борба се водела, значи како тој победил, а потоа ќе слушаме уште една песна и пред да одиме на завршеното, таа последна седмица, централно каде што ќе се задржиме малце повеќе. Еве го првиот извештај. Сакам да ги прочитам текстовите што се запишани, значи во Библијата, во Евангелието според Матеј, во 4 глава, 3 и 4 стих. Вели вака. Еве на целина. Тогаш Исус го одведе духот во пустињата, ѓавол да го искушува. И тука дозвол Бог Исус да биде искушан, како што на Јов, сеќавате вчера, некој поставил прашање. Како дозволил Бог сега Јов да биде во чии раце? Во ѓаволски раце, такво нешто ние не сакаме. Ама Исус бил исто така во една прилика. Еве читаме за тоа. Духот го одведен намерно таму, со некој цел, со некој план. И тој постеше 40 дени, 40 ноќи и на крајот огладне. И пристапи кај него кушачот и му рече:
Ако си син Божи, кажи на камењата овие лебови да постанат. Дали го погодил моментот кога пристапи? Вели додека Исус стоел подпрен еден камен, одеднаш некое сјајно суштество се спуштило над него. Тој, така наречен ангел, почна да подигнал еден камен во облик на круг, во облик на погача, ако можам така да кажам, по боја и облик слична погача, му се приближил на Исуса и му кажал дека испратен од небото. Јас сум од небото дојде, ти тука гладуваш, ти тука се мачиш, кој мисли за тебе? Еве, јас сум испратен. Но, што кажал? Ако си син Божи, направи ова да биде вистинско. Ти си гладен, ќе паднеш. Не се тоа ден, 2, 40. Внимавај што работиш. Ке имаш проблеми со притисокот, со други работи во животот. Зошто? Имаш прилика едноставно да тоа што организмот бара, да му дадеш. Но знаете ли што тука Исуса го навело да помисли дека тој не е ангел? Тоа не е Божи глас. Дека не е пријател. Сомнено што го кажа. Ако си син Божи. Зошто ако? Зошто ако? Па ако е навистина е, ако не е, не е. Ама тој бил. Али што рековме, сеќавате второто проучување, кога пристапил дјаволот на Ева. На Ева што рече? Дали навистина Бог ви кажал да јадете од секоје дрво? Значи, секоја Божја изјава, дјавол што прави? Ја врти. Бог кажал 3 реда подоле, го читаме во 3-та глава на крајот, кога Исус прави завет во реката, нели кога се крштева, и му вели Бог горе од небото, ова е мојот син, кој е по мојата волја. Бог признава, ова е мојот син. А овој сега доаѓа, одма понатаму, после тоа вели, дали си ти син Божи? Ако си син Божи? И тој тоа го препознал. И затоа ги кажал зборовите Исус понатаму. Одговор Исус и рече, напишано е, не живее човекот од самиот леб, него и од секој збор што излегува од Божјата уста. Како одговор му дал? Сметал дјаволот сега е прилика. Готово, ова што ти му кажам, ќе падне. И јас ќе бидам победник. Али Исус духовните работи ги ставил над телесните работи победил. Тоа беше првото искушение. Меѓутоа, престанал дјаволот тука? Не. Отишол понатаму. Второ искушение, што го имал. Читам понатаму во извештајот. Тогаш го одведе дјаволот во светиот град и го постави на висина на црквата тука. Па му рече, слушайте тој зборот. Ако си син Божи, повторно, скокни. Скокни доле, бе. Зашто во писмото стои дека на ангелите своји им заповедат за тебе и ќе те земат на раце, да не ги запнеш за некој камен со ногата своја. Падете сега. Имаме итарне пријател, треба се чуваме од него, само со Бога, никако другачи, со свој силен можеме. Во првите искушенија дјаволот сватил дека Исус се брани од Библијата. Вели, стои напишано. Стои напишано. А тој се мисли, значи тој полага право на Библијата, ја познава добро. Хајде јас да му пристапам библиски. Да ми пристапам библиски. Како пристапил? Вика, скокни, зошто во Библијата пишено? Ти едноставно ова книга ја цениш. Ти се браниш од неја. Ги почитуваш советите тука. Ја ти цитирам од книгата. Дека Бог ќе те чува. Ама не го точител стикот до крај. Пишува таму во сите твои патишта, кога ќе бидеш искушуван. Многу ми се допаѓа тука еден теолог како го опишал ова врста искушение што го имал Исус. Сакам да го изнесам. Вели вака, при првото искушение, дјаволот барал од Исуса да го докаже своето божество. Да покаже своја моќ, камен да направи леп. Но сега тој од него бара да направи истото тоа, ама со вера. Ќе се фрлам, Бог ќе ме држи. Пазите, сега што кажува? Во ред, Исусе, нема ти да направи чудо, да ги направиш камењата леп, да се нахраниш, да си помогнеш на себе. Ти си дошол за други, за себе не си дошол. Во ред, тоа разбирам. Пазите, како постап по Итро. Но, зашто имаш доверба во таткото, кој те нахрани? Отлично. Но сега вика имаш прилика својата моќ да ја покажеш на еден поспектакуларен начин. Да се фрлиш.
Имаш вера, ќе те држи татко ти, ајде направи го тоа. Сакал Исус да направи самоубиство, да се фрли. И како Исус му одговорили тука? Многу важно. А Исус му рече, но и тоа стои напишано, немој да го искушуваш твојот Господ Бог. Да, и тоа стои напишано, немој да го искушуваш. Колко поверение имал тој Отец? Огромно, големо, се држал за него. На секоја своја пет, ако можам да кажам, и одел напред. И затоа навистина извојувал победа. И сега додиме да видиме третото искушение, значи, со кое што Исус се соочувал. Опа, само да вратиме еден момент назад. Со кое се соочувал Исус, кој што исто така е последно искушение, запишано тука, каде што Исус исто така се поставил многу добро и го разоткрил непријателот и на тој начин и победил. Што кажува 4 глава Матеј, 8 стих? Повторно го зеде ѓаволот и го одведе на гората, многу висока, и му ги покажа сите царства на овој свет и нивната слава. И му рече, све ова на тебе ќе ти дадам, само ако паднеш и ме се поклониш. Тука тој го открил свој карактер. Чекај, на кого сме ние повикали да паднем и да се поклониме? На крајот на краевите, чие све ова што е создадено? Ама тој тоа го присвојува за себе. Вели, тој е моје. И јас кому ќе му дадам, од кого ќе земам, ти само пристани за оно што ќе ти кажам. И нема да имаш проблем. Све ќе биде твое. И вели еден извештај, за момент, вика му ги покажал цел сјај и сета привлечност на овој свет. Само бавите работи. Не му ги покажал болестите, страдањата, неволите, злото, смртта, гробишта, не му покажал тоа. А Исус тоа го насетил. Видел. И тогаш отворен Исус, како одговор, знаете што му кажа? Еве, тогаш му рече Исус нему, оди од мене Сатан. Оди, тргни се. Тргни се, знам кој си. Зашто стои напишано, на Господа твојот Бог поклонувај се и само нему единствено му служи. Прекрасно. Ова за мене е храна за моите мисли, за моето срце. Како Исус знаел да се поставува? Не беше лесно. Пазете. Да ви кажам нешто. Кога ќе ви касни ручек од вака, како се отнесувате од тие моменти? Еднаш ручек ќе ви касни вака и вечер, ајде да не кажам пус. Па и следниот ден може би се случило од работа, знам, се луѓето работат наутро до навечер, па и сабајле, и не знам, и немат време. Ќе дојдете дома спремни да јадете и мирни сте вака, и се спие, имате добар морек со сопругите. А 40 дена? 40 дена? Значи да се биде христијанин, дали добив уште едно прашање? Одговор на уште едно прашање. Да се биде христијанин значи да се биде истрплив и истраен. И во моменти кога? Искушение. Исус тоа го покажал. Одиме сега на последниот дел, меѓутоа пред да видим последниот дел, ви ветив дека ќе имаме прилика да слушнеме уште една песна, па затоа јас го молувам мојот добар пријател Ампе да дојде и да ни изведе уште една изvedба, па ќе продолжиме понатаму.
станува збор за извештајот од последната седмица од Христовиот живот. Еве тука ја ставив неколку слики кои што ни ги опишуваат дел од настаните што се случија во таа последна седмица од Христовиот живот. Дозволете ми нешто да кажам, исто од теолошка гледна точка, ali многу е важно. Кога се опишува некоја личност, славна личност, нели, има биографија, се опишува. И на што акцент стават писателите кога се опишува нечија биографија? Неговиот живот, она што го направил, делата што ги направил, пошто ето е познат. И ако тоа не го напишат, тој ќе биде како и себе останат, нели така? Меѓутоа, знаете што е интересно? Во животот на Исуса Христа, смртта него, животот што го дал за нас, го правила да биде посебен. И затоа, во последната седмица од неговиот живот, се случија најважните работи за нас, во планот на спасението. Некои сметат, нели имаме 4 евангелија, Матеј, Марко, Лука и Јован. Првите 3 евангелија, 1/3 од своите евангелија ги посветуваат за овие последни 7 дена. 1/3. Значи, кога ги делиме на 3 дела, 1/3 одвојуваат само за овие 7 дена, а другите 2/3 за 33,5 години. Значи, колка важност е тоа? Голема, не? Првите 3 евангелија. А четвртото евангелие Јован, цела една половина од својот евангелие. Тој има 21 глава. Но од 12 глава до крајот ја опишува таа последна седмица. Што тоа ни кажува? Дека таа последна седмица каква е? Многу важна. Ајде сега накратко да видиме што се случило, кои настани се случи во таа последна седмица, за да се фокусираме само тука на крајот, на смртта негова. Да видиме што може да се поучиме, што значи да се биде христијанин тогаш. И така, значи, ќе го комплетираме ова проучување. Прво, почнува седмицата од кој ден? Што научивме кога ги учевме Божите заповеди? Во кој ден Исус воскреснал? Не ве слушам. Недела, нели така? Сите тоа го знаат. Библијата за тој ден вели дека е прв ден во седмицата. Тоа го кажавме кога учевме за заповедите. Во недела, гледате на прва слика таму, Исус е повикан во една гозба. Ја направил еден човек, се вика Симон, кој што бил губав, многу опасна болест. И Исус го исцелил. И како знак на благодарност, му направил некој дочек, некоја вечер, и го повикал Исус и учениците. И Исус бил таму. И ова жена, која што била многу грешна, дошла тука. Цела една година собирала пари да купи еден мирис, да го помаза Исусовото тело. Тој настан се случува, Јован 12 глава зборува за тоа. Исус се наоѓа понедела навечер таму. Понеделник следниот ден, Исус, гледаме тука на магаре, влегува во Јерусалим, триумфално. А тој уште запишано уште во Стариот Завет. Во еден пророк напишал дека тој ќе влезе вака. И луѓето, замислете, ги гледат тие настани, ги читат пророштвата од порно и знаете што велат? Тоа е нормално, бе. Тоа е нормално. Не го прифаќаат Исуса како оној кој што е ветен. Како и денеска, многу луѓе, Бог кажал, пред да дојдам, ќе се случи ова. А луѓето? Што? Само да се подсетиме од првата вечер, ова сакам да го кажам. Што се случи само за ова 2011 година, овие 50 на дена, колку ги живееме 2011 година? Само да ја подсетам. Ова сум го спомнал уште еднаш. И ние да гледаме работите. За малце фалеше војна да биде помеѓу Северна и Јужна Кореја. Во Азија рековме, нели така? Малце фалеше. Нели така? Имале преполкување тука. Азија, значи имало проблеми. За Африка што рековме? Египет, Тунис, останатите земји што има? Немири. А за Австралија што рековме? Рајска земја, посакувана земја. Поплави, циклони, што се случува таму? Земјотреси, нели така? Нов Зеланд слушавме? Па чекайте, кај да одиме да живееме? Кое е мирно место за живење? Африка? Азија? Австралија? Во Америка? Студ. Нели така? Снег. Не може да летат авиони. И другиот сообраќај е парализиран. Па ни во Америка не е сјајно. А во Европа што да кажем? Свет света руши вака, може да се живее. Нели? Ми исто проблеми. Па кај да одиме? Ги гледам ли знаците? И тогаш го гледале тој знак, опишан, не го прифатиле. Понеделник тоа се случило. Понатаму, значи вторник
вторник, имаме еден извештај, немаме тука во сликата, Исус се наоѓа во една гора. Гора и тука, пред него гледа целиот Ерусалим. И учениците му поставуваат прашање. Кога ќе дојде крајот на светот? И Исус дава знаци за крајот. Пишува 2 глави најмалци во Библијата за тоа што зборуваа. Во вторник тоа се случи, Исус ги кажува знаците на своето враќање. Среда, немаме некој извештај запишан во Светото писмо во денот среда што се случило, се претпоставува дека Исус тој малце се повлекол, да се малце онака подготви, припреми за завршите настани што ќе се случат во четврток и петок. Во четврток и петок ќе кажеме сега што се случило, а во сабота Исус бил на гробот, се одмарал. Ете таа последна Христова седмица која што беше бурна, каде што тука ѓаволот најотворено излегол од својот целофан, ако можам така да кажам по знаци навода, излегол од своите маски. Веќе не во облик на змија, не се покажува веќе. Не се покажува ни во облик на други животни. Не, излегол јавно да се бори. Затоа што му останува уште 7 дена. И сега ако не успее, Исус да го сокрши тука, ќе изгуби. А Исус дошол за тој момент. И извештаите велат, еве таа слика имаме тука и сега ќе одиме понатаму и ќе покажеме. Позната ви ова слика? Така. Тајната вечера. Нели така? Исус заедно со своите ученици се наоѓа во горната соба и тука го воспоставува обред. И тој тука кажува што ќе се случи. Меѓутоа, тука во тие моменти еден од учениците донесува одлука што да направи. Да го предаде. Ѓаволот нашол пукнатина во неговото срце. И место каде што навлегол. И тука правил план, ковал завера, да Исус биде предаден. А Исус тоа го знае. Го знае. Големо трпение имал. И му кажал, оно што планираш да го направиш, оди направи. Другите нешто друго мислеле со тие зборови Исус што кажал. А овој излегол надвор и вели извештајот беше ноќ кога излегол. Отишол во темнина, и физичка и духовна. Отишол. И така отишол еднаш за секој од Исуса Христа. Да се биде христијанин е уште едно прашање. Значи да се остане со Исуса Христи во тешките моменти. Да се биде христијанин не значи само да се подмаза нашиот живот да помине. Се добро да не оди. Не значи тоа да се биде христијанин. Мораме отворено да го кажеме. Можда некој ќе мисли, ако бидам христијанин, ако го следам Христа, се добро ќе ми оди во животот. Не. Да се биде христијанин, значи да се биде чврст и во тие моменти кога не се баш пријатни. Исус тоа го завршува горе и сега Исус оди према една градина, се вика Гециманска градина, многу важна во планот на спасението. Многу важен настан. Тука всушност Исус дефинитивно извојува победа. Голгота ќе биде само доказ што Исус направил. Тука заедно со своите ученици оди на тоа место. Учениците уморни, им се спие. Не знаат што ќе се случи, а Исус едноставно почнува свесен за она што ќе се случи, оди напред храбро. Меѓутоа не беше се. Еве еден писател духовен како тоа го опишува што се случувало во срцето, во мислите на Исуса Христа во тие моменти кога одел према Гециманија, пред тие моменти да го фатат и да го однесат на суд и да го раснат. Вели вака, гревот му изгледал толку страшен, а тежината на вината што морал да ја понесе премногу голема. И затоа бил во искушение да помисли дека тоа за секојаш го одвои од љубовта на таткото. Приближувајќи се кон градината, вели извештајот, учениците ја забележале ова негова промена во неговото расположение. Бил таков? Чекајте, што е ова? Приметиле тоа вели. Но никогаш порано не го виделе толку длабоко жалостен, а милтиво. Како што одел понатаму, ова необична тага станувала се подлабока. Подклекнувал како да ќе се урне на земјата. Секој чекор што го правил бил со голем напор. Гласно опкал, како да страда под притисок на страшен товар. И вели извештајот, кога неговите придружници не би го прифатиле, тој би паднал. Да. Многу тешки моменти се спомнува. А знаете зашто се тоа го направил? Заради тебе и заради мене. Бил свесен за големата борба. Бил свесен дека ако тука подкрепне, ако тука се откажи, што? И слушайте се, како капак на тоа, како шлак на торта, можам така да кажам, му пристапил повторно кружечот.
И еве со кои зборови му се обратил во положение. Те отфрли народот, што тврди дека е над сите други во земните и во духовните предимства. Народот твој сака да те уништи тебе, темелот, центарот и печатот на ветувањата. Еден од твоите ученици ќе те издаде, а еден друг ревносен ученик ќе се одрекне од тебе. И ти, уште ќе се држиш за твојот план? Уште ли ќе тргнеш по таа своја патека што ти ја зацртал? Сте биле во небе? Сте биле. Како сме се чувствувале кога сме биле во тешка ситуација во животот? Неразбрани од ближните, неразбрани од најмилите, а имавте и борба во вашите мисли, во вашето срце. Како сте биле? Како се чувствувале? Што? Исус бил во таква ситуација. И вели извештајот, при ова помисла, целото Христово тело затреперело. Душата му била прободена, што оние кои што настоил да ги спаси, не марат за тоа. Тоа е најтешко. Знаете, по него човек ќе претрпи физички некои малтретирани и тие понекогаш може да бидат помали за разлика од некои изневерувања што сме ги имале нашите. Тоа многу повеќе боли. Знаете, овој човек кажат, подобро да ме удри, вика, полесно тоа ќе го поминем, него ли вика ова што ми го кажа или ова што ми изневери. И своите дојде и своите не го прифатија. Да. Меѓутоа се држал само на својот отец. И знаете што и влегува значи во таа Гецимани, тоа време кога би имале, значи уште многу би збореле, и во тие моменти кога тој се моли, доаѓа да ги види учениците, тие спијат. Вели, станете, вели. Еве го мојот издajnik, веќе дошол. Да, мојот издajник веќе е тука, тој дошол. Се моли во Гециманија Исус, а потоа значи доаѓа неговиот издajник Јуда и им дал знак, оној што ти го бакнам, целивам. Тој е тој. Додека тој уште зборуваше, ете Јуда, еден од 12 мината. Како библискиот писател да сака да ни направи некоја рана во срцето. Еден од оние кои што биле со Исуса, тој го издал. Дојде со голема толпа, со мечови, со тојаги, испратени од прво свештениците и народните старешини. А неговиот предавник реше, велики оној што ќе го бакнам, тоа е. Фатете го. И веднаш се приближи до Исуса, го поздрави и му рече, здраво, учителу. И сега оно што ме фасцинира во Исуса Христа. Знам луѓе, знам сите сме ние, по помала или по голема мера, кога ќе се соочиме со некој наш непријател, што не мисли добро и кога ќе го разоткриеме како е, што правиме? Те фатив сега. Знаем од секојаш дека ти си тој, ама сега на дело ти имам, нели? И што би справил во такви моменти? Би се осветили, нели така? А Исус што прави? Вели, пријателу, што бараш ти тука? Дали Исус некој зборувал ме вистина? Не! Вели, пријател! Едно прашање до вас. Брзо одговорете ми. Дали, внимателно слушајте ме, нема ли да брзате? Дали Исус во својот живот имал непријатели? Внимателно слушајте ме, немате да брзате со одговорот. Дали Исус во својот живот имал непријатели? Имал. Сите мислат така? Немал. Имате деца? Колку го мразите повеќе од вашите деца? Сите сме негови деца. Не брзайте. Исус немал непријател. Други во него гледале непријател. Па тој дошол да умре за нив. Тој дошол да умре за нив. Како може непријател да умре за вас? Не ли така? Исус немал непријатели. Други во него гледале. Па чекајте, оној што го издал, него го му вели пријателе. Нели така? И дојде таа толпа, го зеде и го однесе во Синедрионот. Она што сакам тука сега да го кажам. Многу внимателно ме слушате и ви благодарам. Многу ви благодарам. Приметете, како и денеска што постојат судовите, нели? Беше однесен на суд Исус, пред да биде донесен од Лука да биде распнат. Приметете кои правила све биле прекршени. Еден извештај сакам да ви прочитам, да видите кои све правила биле прекршени.
во овој судски процес Исуса Христа, со цел само да се донесе одлука да биде ликвидиран. Знаете, кога луѓето имат една цел и тоа да го остварат, тие не приметуваат правила. Не, само да ја остварат својата цел. Слушате ме внимателно. Синедрион се викал тоа тело кој што едноставно бил одговорен за верскиот живот тука. И тој можел да донесе одлуки. И еве го извештај, сакам да го прочитам. Мене беше многу драг, да остави во самата книга, може да го прочитате, и вели вака. Исус веќе донесен, тука врзан и треба да му се суди. Основниот принцип на судењето на Синедрионот барал сведочење најмалку 20 луѓе, за да може да се донесе пресуда против виновникот. Пишува тоа и во 5 Мојсеева 17 глава 6 стих. Понатаму, покрај тоа, сведоците морале да бидат испитани секој посебно, не заедно ќе се договарат. Секој посебно, и вели, и требало нивните искази да се совпаѓаат во најмалечка поединост. Се совпаѓале во животот на Исуса Христа, во случај? Понатаму, обвинетиот се сметал за невин, се додека не се испитале сите околности, а обвинението да се докаже. Нормално. А ти измисли да лажи сведоци. Понатаму, исказот на обвинетиот не смел да се употреби како доказ против него. Не смел. И никој не можел да биде осуден врз основа на сопствено признание. Такви биле правилата. А што се почитувало, ќе видиме. Друг важен принцип на овој суд бил тој што процесот морал да почне со доказ во прилог на обвинетиот и со сослушување на сведоците во негова корист. А дали имал Исус некој што зборувал во негова корист? Не. Понатаму, во случај кривицата на обвинетиот да се докаже, пресудата можела да се донесе само утредента, не во истиот ден. И тоа не се почитувало. По завршеното судење. Затоа вели, главната расправа никогаш не се одржувала ден пред саботата, како седмичен одмор, или пак пред некој голем празник. А кога тие се останале тоа да го направат? Баш тогаш. И уште нешто. Синедрионот по правило никогаш не заседавал ноќе. А тогаш? Чекайте, па кој принцип бил почитуван? Освен тоа, уште нешто интересно, освен тоа, според еврејскиот закон, ниеден обвинет не можел да биде осуден со едногласна одлука на судскиот совет. Најмалку еден судија морал да се стави на страна на обвинетиот. А имало такви? Не. И што се приметува врз основа на сите овие работи што ги спомнавме? Дека имале тие само една цел, да го убијат. Правила не ги интересирало. Процедури ништо тоа. Па најголем грешник? Што направил, луѓе? Ве кажете ми што направил? Што направил? Да. Но бидејќи немале тие право да донесат смртна пресуда, мора да се обратат кон Пилат, римјаните. Да. Се обратиле кон него. И Пилат, пазите, не бил тој од вчера судија. Кај него врвеле луѓе и можел да ги препознае од лицето кој е што е. И кога го видел овој човек, просто се изненадил. Чекај, таков случај јас во животот не сум имал. Кој си? И почна разговор со него. И треба времето да го објасниме. Приметил на работа, не е крив. И приметил дека од завис го предадува. Ама сега и тој, пазете, секој од нас, кога доаѓа во контакт со Исуса Христа, се одлучил на чија страна ќе биде. И тој сега, место да јасно каже, тој прибегнува кон друг план. Ајде да не ги ожалостам, ајде да и бидам померак, покеј, по волја. Има два затворени. Еден ќе го пуштиме, друг едноставно ќе го ставиме. Ќе го предложам и вара. Тој не е голем убиец. Па сигурно него нема да го прифатат. Ќе го прифатат Исуса. И им го нуди пред сите. Вели, кого сакате од овие да ви го пуштам, Вара или Исус? Поучени од свештениците во тоа време, морам да го кажам тоа, сите едногласно рекле: Варава, пуштете ни го! И почна Пилат тахикардија да има тоа. Што да прави сега? А со Исуса што да направиме со него? Распни го, вели, распни го. И донел одлука кого да го пуштат на слобода? И затоа некој рекол, затоа многу барави не стива на сет. Барави мој. Да, затоа што дозволил некој криминалец да биде на слобода. А Исус да биде што? Да биде едноставно ставен, распнат. Да.
Но претходно го измачиле, вели извештај, потоа им оставили трнова круна на главата, како што приметуваме, а потоа му дале еден хоризонтален дел, кој што тежал некаде до 40-50 кг, да го носил до местото Голгота, каде што се наоѓал тој вертикален дел, и тука да му бидат прободени рацете, да му бидат прободени нозете, и тука да виси 6 сата. Јас вчера на едно место кога бевме рековме, ајде да пробаме да стоиме само така 6 сата. Може да закојаме. 6 сата. И така. И она што е посебно болно, тоа сега збориме за физичкиот дел, реков ми за она што срцето што се случувало со него. Најголем проблем што Исус бил фиксиран така да биде. Фиксиран бил. Апсолутно фиксиран. И, знаете, значи, мажите диша со тоа што земат воздух од каде? Од диафрагмата, нели така? И за да земе тој воздух од тука, морал да направи толкав напор да направи, за да може само малце воздух да земе. 6 сати така, да земе воздух и да пушти воздух. Го болело све, али за кого? Зошто Исус тоа го направил? За да се откажеме од него. Еве тука добиваме одговор на уште едно прашање, што значи да се биде христијани. Ова не е лесно, да го следиме Христа и до каде уште. Да го следиме Христа и до каде уште. Не е христијани само да земеме тој крст, да го ставиме тука. Морам отворено да кажам. Да земеме крст, да си го ставиме тука и јас сум христијанин. Не. Да го следиме Христа, рековме да повториме од сега. Да го следиме Христос, основателот. Да живееме, или толку сме христијани колку живееме према тоа што го знаеме за Исуса. Да бидеме стрпливи, рековме, нели така? Па да одиме и дури на такви моменти. Не е лесно. Али да се биде и да се остане добар до крај. Да, Исус бил добар до крај. И останал добар Исус до крај. Исус умрел заради тебе и заради мене. Неговите последни зборови на крстот. Јас ве повикувам во сабота наутро. Имаме две проучувања, едно предпладне, едно попладне. Ќе зборувам за 7 зборови што Исус ги изговорил на самиот крст. Многу важни зборови, многу важни пораки има во тие 7 зборови што Исус, 7 пораки, 7 проповеди, 7 многу важни изјави Исус што ги дал. И ќе видиме секоја изјава е многу значајна за нас. Утре ќе имаме, значи, во 18 часот, нели, имаме, значи, во сабота предпладне и ќе имаме и попладне завршното проучување, ќе збориме за тоа. И Исус неговите последни зборови биле: Оче, во твои раце го предавам духот ми. Чекај да ве прашам нешто. Кога ви е тешко, кога сте во неволни проблеми, што правиме ни? Поповикуваме Бога? Треба. Ама опишам што прави човекот? Исклучува мобилниот, исклучува фиксниот, се затвара во соба, се затвара во себе и што? Јас сум во проблеми, јас сум во неволи, никој не ме гледа, никој не ме оставил, секој ме оставил, никој не мисли на мене, нели? Али Исус во најголемите проблеми за кого се држал? Својот Бог. И рече: Оче, во твоите раце го предавам мојот дух. И на тој начин да го заврши својот живот. Меѓутоа, дали беше во гробот и после третиот ден? Може многу да збориме, гледам и времето. Дали бил таму? Не! Отише да го видат. Меѓутоа што нашле? Празен гроб. И затоа Исус во последната книга ќе каже: Јас сум првиот и последниот и живиот. И бев мртов. И еве сум жив во сите векови. И што ги има Исус? Ова е многу важно прашање. Утешно. Ги имам ключевите од смртта. Важно да имаш ключ. Сте изгубили некој клучеви? Јас сум изгубил некој. Многу е непријатно овака, нели? А имаш ключевите? Колку си сигурен? Многу добро, нели? Али многу е важно од што ключеви имаш. Исус има ключеви од што? Од гробот, од смртта. И затоа следната слика е многу добро. Ова е сликата баш во Ерусалим, каде што е празниот гроб. Таму ќе најдеме надпис: Тој не е тука, тој е воскреснал. Колку милиони луѓе прошетални низ тоа место и го прочитале тој надпис: Тој не е тука, тој е воскреснал. Па затоа ние му се молиме. Ние на мртви луѓе не се молиме. Ние се молиме на кого само? Па разговараме со живи луѓе. Исус е жив, тој е горе.
тој најскоро ќе дојде. Исус ќе дојде. Тоа е главната тема што утре ќе проучуваме. Крајот на големата борба. Па доста ни е. Доста ни е. Време да си одиме дома, нели така? Во оној наш дом што Господ нас ни го подготвува. Да, Исус воскреснал. Исус не е веќе меѓу мртвите. Но Исус чука на вратата на нашето срце. Исус тропа и вели: сакаш ли да влезам во твоето срце? Сакам да ми бидеш пријател. Сакам да ти видам твој пријател. Сакам да се дружиме. Сакам да разговараме. Сакам твојот терет да го земам. Сакам да ти го олеснам животот. Сакам да ти дадам осмислен живот. Што ти направиме ние со тоа? И свештот вели: Исус е спремен секогаш да не прифати. Сме се нашли во тешки моменти во нашиот живот. Сме минували и минуваме. Понекогаш не разбират и најблиските. Исус е тука, вели: дојди. Сакам јас да ти помогнам. Јас сум оној кој што навистина можам да ти помогнам. Сакам јас да завршам со едно искуство кој што верувам дека ќе ни помогне подобро да го разбереме сето ова што досега имавме прилика да го кажеме. А за што станува збор? Осомничен за предавство, за време на војната, еден војник бил осуден на смрт. Меѓутоа, смртта требаше да беше екзекутирана, нели, тука на плоштадот. Тука, на главниот плоштад, на очите на сите луѓе, да се каже на другите: еве го, ќе поминат оние кои што издаваат државни тајни. Меѓутоа, една личност не можеше да се помири со одлуката што ја донесе земја, тој суд. А тоа беше неговата вереница. Таа многу сакаше неговата вереница. И сега за неколку сати треба нејзиниот вереник да умре. И што ќе биде? Отишла прво кај судијата. Ве молам, ослободете го мојот вереник. Не можам да си го замислам животот ако не го ослободите. Ништо. Отишла кај гувернерот да побарат него милост. Меѓутоа беше одбиена. Така да барала помош на повеќе места, немаше успех. Се беше подготвено да се изврши таа екзекуција. Знакот како ќе биде извршено тоа свирепо дело беше камбаната на една црква. Кога таа ќе даде знак, ќе звони, тоа беше знак да човекот го повлече оној дело што беше направен, да се полуди и така се заврши работата. Меѓутоа требаше да се слуша звонот. Човекот што тоа го правил, повеќе години тоа го правил, тоа беше работа. И тоа ќе пака, серијски тој тоа си го правил. Меѓутоа тој полека го губил својот слух. И не знал кога тоа камбаната ќе звони, али бил сигурен кога тој тоа ќе го направи, сигурно сите услови ќе бидат исполнети да се изврши тој чин. Тој правил, мислел дека се е наред, меѓутоа звоно не се слушало. Не се слушало никако. А тоа беше знак. Се чекало, никако звоно се слушне. И беше донесена одлука да се презакаже ова екзекуција за некој друг ден. Затоа што веројатно некој проблем излезе. Тој дало право на вереницата да дојде и да тропне повторно на вратата на гувернерот. Тоа што пред него не кажала ни збор. Само ги испружила своите раци. А низините раце веќе не личеа на раци. Таа беше она која што се качила близо камбаните и не дозволила да чукне тоа звоно, да се слушне звукот. Не ги ставила рацете. И врз незините нежни раце, оној метален дел, удирал, така да што незините раце биле вистина окрвавени цели. И рече: еве јас ова го направи за мојот вереник. Не можам јас да живеам ако тој не живее. Мислите дека гувернерот остана равнодушен? Не. Рече: казната е платена. Овој чин нема да се изврши. Да. Казната за нашите делови е платена. Исус ги дал своите раце. Исус ги дал своите нозе. Исус го дал своето срце за тебе, за мене. Затоа што не сака. Што ние ќе дадеме за него? Верувам дека го сакаме. И верувам дека сакаме да биде наш пријател. И го знак дека тоа е така и верувам дека е тоа така. Ја би ве повикал на крајот да платиме една заедничка молитва за Господа. Ја би ве повикал